Исмаил, разбуди се, ајде, силно светнал ден. Разбуди се, побратиме, кафето е готово, викаше Кирил и скокаше врз мене, скокаше и мене ме чуеше. Разбуди се, кафето, Исмаил, разбуди се! Се подисправив и како мало дете, уште не разбудено, ама насмеано, го прегрнав побратимот мој како што тој ме прегрна првиот ден, кога заедно го славевме нашето заедничко раѓање, нашето вечно братство. Добре дојде скитнику, му реков. Патнику, ми рече тој, не греши душа и добро те најдов. Поминаа 3 дена откако Кирил замина за Миконос и ете го како и секогаш назад во гнездото свое кај братот свој. Никогаш не исчезнуваше повеќе од 3 дена, велеше дека 3 дена се доволни за 3 света да изодиш и 3 века да раскажеш. И навистина, тој патник беше, не скитник и номад, оти патот свој го знаеше, а времето сам си го кроеше. Во секунди ли, во векови ли, никогаш не разбрав, само тој си знаеше. На масата веќе беше поставено кафето и вазнато од мурано стакло со магнолијата всадена во неа. На прозорот овој пат имаше кафес, во него бела гугутка каква прв пат во животот гледав. Ти донесов подарок, ми рече. Чуден сој се овие грциве, ми рече, со векови под Олимп седат, со боговине нивни се фалат и жалат по цел свет, а птици божии и рајски во кафес ги чуваат. Чудна сорта е ова племе, себожно и еднобожно, а милост немаат никаква. Ја донесов за ти, Исмаиле, да и дариш слобода. Таа сама ќе си го најде патот. Оти патник е вечен, не скитник. Јас станав од креветот, ги протрив очите, го прегрнав уште еднаш и му шепнав нешто како која мајка те доеше тебе, побратиме, која ли Божица, и го отворив кафезот. Тоа Божие отворение сето бело, сал со една црна нишка на вратот, една нишка комарама црна ко вдовиците што носат, стоеше исплашено на дрвце проврено од едниот до другиот крај на кафезот. Тоа беше сиот негов пат, сето негово време, почеток и крај на една птица, одовде до онде. Стоеше и ко да ми велеше, не допирај ме, не земе ми го времето мое дотрајано и патот мој илјадапати изоден. Не земе ми е слободата. А не знаеше таа птица Божија и божествена, оти слободата е надвор во полињата и морињата, во небото и земјата, што некој друг за неја ги сочинил. Од Адама до Авраама и до Синот Божи Исус на Кирила и пророкот мој Мухамед по него, сите тие, таа земја и небо ги ковале по урнек нивни и наш. Ја протнав раката во кафезот, ја грабнав таа птица растреперена сета ко пред колење, го отворив прозорот и дарив слобода. Кирил седеше на масата со неговата спокојна насмевка, едва и чекајки да започне со новата приказна од Миконос. До кафето имаше оставено 2 црни маслинки, оние, моите омилени. Ми рече, 2 маслинки представуваат совршен појадок пред пладневното кафе и започна со приказната.